имаме површини од бадеми, имаме околу 13 хектари нов насад и стар насад околу 16 хектари, имаме овозов насад, тој моментално е на конвенционален начин го гледуваме, и исто така околу 2 хектари кајси и уште околу 10 хектари оваа година нов насад од бадеми подигнавме. Еден од добрите работи за оваа површина заради тоа што е на крајот на селото и не е работена, заради тоа што е на 2 км од системот за наводнување. И беше малку поголема инвестицијата за да се донесе вода тука. И тоа придонесува почвата да е релативно жива, да не е експлоатирана како другите површини. Не почнува сезоната кога бадемот почнува со раст. Значи сезоната почнува во август-септември, кога температурите ќе паднат под 30 степени. И тогаш почнува биологијата да се развива. За време на зимото, додека бадемот спие, биологијата, ако е активна и ако е површината покриена, она кроз текот на тие 4-5 месеци ги разложува минералите во земјата. И бадемот кога му треба најмногу, како и другите растенија, кога му треба најмногу енергија, оно веќе има одреден баланс на минерали што му е достапен. И ако ставиш азот, фосфор и калиум, тогаш тие бактерии што ги собираат тие минерали од почвата и од воздухот, тие влегуваат во хибернација, заради тоа што веќе има вишок на тие. И сега, ако тоа не го направиш и продолжи да си живее таа микробиологија, бадемот континуирано низ цела сезона ќе си биде у симбиоза со нив. Заради тоа што он кога ќе почне да произведува фотосинтеза, он ќе му дава на микробиологите шеќер и она уште повеќе ќе се развива. Сега, на почетокот тогаш, кога почнува со раст бадемот, тогаш, ако се земе во обзир дека околу 5% се од минералите од целиот волумен на дрвото се минерали 5%. Сега јас тогаш фолијарно еднаш или два пати му ставам од микроелементи. Тие заради тоа што се најмал состав од дрвото, најтешко ги добива бадемот. И јас сета таа енергија бадемот што има, после ја фокусира на другите елементи да ги собере. А он си дава сигнали кои бактерија да ги активира за тоа да го придонесе. И на тие начин јас обично околу 20% искористен капацитетот на фотосинтеза на дрвото. Ако кренеш ти доки 40-60%, многу голема количина, он преку коренот ќе ја храни микробиологијата. И тоа му е доволно него сила за он понатаму да си функционира во сезоната. Имаме до сега пласирано 2 реколти во соработка со производители на лешенци од Македонија, ама овој пат сакаме како директна соработка со Швајцарија. Повисок степен на ферментација имаме путер од бадем, моментално, маџун имаме исто така. Моментално немаме залиха заради тоа што се потроши тоа што го направивме.